Елиезер. За патот. За вистината. За живот. Ако умот не беше важен, не може да има потреба од негово обновување. Бог го вреднува умот, интелектот на поединецот целосно, толку што Исус помина низ големо страдање за да го заштити тој ум. Знаејќи го тоа, необновениот ум е непријателски насочен кон него и е во војна со Бог, така што го презема ризикот да го заштити нештото. Да бидат луѓето независни во нивното размислување, за да може да бидат инструменти на Бога. Да чујат што има тој да каже, да направат тоа што прави тој, за да го прикажат рајот на земјата, да ја прикажат Божјата волја преку нивната насочена имагинација. Насочената имагинација станува света имагинација. Светата имагинација е позиционирана за визија и соништа. Светата имагинација е таа која станува поставена за да чуе и да види од Бог. И така, сега нема осудување за оние кои се во Христа Исуса. И одат не по телото, а по духот. Зашто законот на духот на животот во Христа Исуса ме ослободи од законот на гревот и смртта. Зашто тоа што му беше невозможно на законот, зашто беше слаб заради телото, Бог го изврши, испраќајќи го заради гревот својот син во обличје слично на грешното тело. И поради грев го осуди гревот во телото по праведноста што законот ја бара да се исполни во нас, кои не одиме по телото, туку по духот. Зашто кои се по телото мислат за телото, додека оние по духот мислат за нештата на духот. Бидејќи мудрувањето на телото е смрт, а мудрувањето на духот живот и мир. Зашто мудрувањето на телото е непријателство против Бога, бидејќи не му се покорува на Божиот закон, ниту пак може. Оние кои се во телото не може да му годат на Бога. Но вие не сте во телото, туку во духот, ако Божиот дух навистина живее во вас. Но ако некој го нема Христовиот дух, не е негов. А ако Христос е во вас, тогаш телото е мртво заради гревот, а духот е жив поради правдата. Ако ние се репозиционираме во нашето размислување, Бог ќе ни прати идеи. Обновениот ум е цел на Господ во нашиот живот секојдневно. Тој постојано ни зборува, не води во осознавање преку искуства што ќе не репозиционираат за мислење, размислување, не само креативно, туку да мислиме како Христос. Почитувани, ова и следното издание го посветувам на обновениот ум, односно како да се трансформираме преку обновување на нашиот ум, што е слоганот на Елиезер. Останете заедно со мене. Обновениот ум е способен да креира содржина за да веруваме. Важно е да се знае следново. Верувањето не доаѓа од умот. Библијата вели дека таа е во човековото срце, така што вербата не е интелектуална активност.
Обновениот ум креира содржина за верба, исто како коритата на реката. Тие креираат простор за неа, за да тече. Еве еден пример за човек кој ја разбра поентата на обновениот ум. Стотникот ги разбра патиштата и начините на Бога и природата на Царството Небесно, што предизвика Исус да одговори толку импресиониран со неговото разбирање и тоа го нарече верба. Поточно кажано во Светото писмо пишува вака: А кога влезе Исус во Капернаум, му пристапи еден стотник и го молеше велејки: Господи, мојот слуга лежи фатен дома и многу се мачи. Исус му рече: Јас ке дојдам и ќе го исцелам. А стотникот во одговор му рече: Господи, не сум достоен да влезеш под мојот покрив, туку кажи само збор и мојот слуга ќе биде исцелен. Зашто исто јас сум подластен човек, имам војници под себе. Му кажувам на едниот оди и тој оди, и на другиот дојди и доаѓа, а на својот слуга направи го тоа и тој прави. А кога Исус го чу тоа, се зачуди и им рече на оние кои го следеа: Вистина ви велам, во никого во Израел не најдов толкава вера. Верата често ќе се демонстрира во небесното разбирање. Не е производ на дисциплина. Верата доаѓа од предавањето, од кажувањето, а не од стремењето. Таа е производ од настојувањето, насочувањето кон Божиот дух и Божиот збор и откривањето на искуствата што тој не ги праќа за да гледаме и да размислуваме поинаку. Обновениот ум има непријатели, очигледно. Се што непријателот сака да направи во нашиот ум, во нашиот живот, е да не раскине од обновениот ум. Причината е што ѓаволот сака луѓето што мислат на начини што, иако тие изгледат разумни, интелигентни, тие всушност се непријатели кон Бога и Божите патишта. Светогледот на телото, поточно телесните страсти, според Римјаните 8, е непријател на Бога, односно е во војна против Бога. Важно е да се разбере тоа. Светогледот на духот е живот и мир. Светогледот на духот е способен да ве води кон голема вера. Светото писмо вели: според верата разбираме дека световите биле направени од ништо. Што значи, според верата разбираме. Можеме да видиме и препознаеме тоа што ѓаволот не доаѓа во страшен костим. Тој не се представува како некој познат, како ѓавол, туку се представува како нешто што ние ќе го вреднуваме. Тој всушност треба да парадира со своите мисли, да ги представи како доблесни мисли за нас, за ние да ги прифатиме. Светото писмо не туку така укажува на тоа дека ѓаволот се представува како ангелот на светлината, така што тој треба да парадира на начин што ние мислиме или чувствуваме, дека ние осознаваме или се движиме кон некоја доблест. Проблемот е што тој начин на живот, тој начин на размислување, не носи мир со себе. Не ги носи плодовите на мир и правичност. Во Светото писмо пишува: Кој е меѓу вас мудар и разумен? Со добро владење нека ги покаже своите дела во мудра смиреност. Ако ли пак во своето срце имате горчлива завист и карање, не се фалете и не лажете против вистината. Тоа не е мудрост, која слегува од озгора, туку е земна, душевна, демонска. Зашто каде се зависти карањето, таму е неред и секакво лошо нешто. А мудроста доаѓа од озгора, која пред се е чиста, потоа мирољубива, блага, покорна, полна со милост и добри плодови, непристрасна и нелицемерна. А плодот на правдата се сее во мир, за оние кои создаваат мир. Дали сте разговарале со огорчен човек, а немал добра причина да биде огорчен? Навредата е таква, да направи човек да го оправдува своето однесување. Навредата с протиставувањето ги тера луѓето да размислуваат погрешно и да носат погрешни одлуки, дури и да го оправдуваат злото, било тоа да е прикриено и замаскирано или пак зело друга форма која е прифатлива за општеството. Толку драматично ги поместува луѓето, појавувајќи и прикажувајќи се како мудрост, а не е. Можеме да живееме под влијанието на навредата, иако во момент не ја чувствуваме, а таа останала некаде затаена и подзаборавена.
Да бараме од Бога да ни ги покаже миговите кога сме се почувствувале навредени, понижени, за да оттргнеме од нашиот живот и да бидеме чисти. Навратете се на некои случки и изјавете: се откажувам од правото да бидам навредена. И она што се случува е откривање дека имаме некои работи во нас кои стоеле долго време. Нешто што го повредило нашето срце. Не сакаме отровот од навредата да го помати нашиот поглед. Не сакаме да влие на нашето размислување, мислење, резонирање, бидејќи тоа е и целта. Да се вовлече навредата, љубомората, зависта во нас, за да влијат на нашето рационално размислување, за да не го прикажеме срцето на Бога на земјата, во мера како што сака Тој. Во Римјаните, глава 12, пишува: затоа ве молам, браќа, заради Божјата милост, да ги принесете вашите тела во жива, света и угодна жртва на Бога. Тоа да биде ваша разумна служба. Немојте да се прилагодувате на овој свет, туку преобразувајте се преку обновувањето на вашиот ум, за да можете да ја дознаете која е добрата, угодна и совршена Божја воља. Дали сте откриле дека Бог мисли поинаку од нас? Погодите кој нема да се промени. Бог секако. Оној што треба да се менува сум јас. Оно што го прави покаянието е повторно составување, соединување со начинот на кој тој мисли. Покаянието е реконектирање. Неговата перцепција е поинаква. Дел од нашиот живот поминува во соочување со проблеми, предизвици, тешки ситуации, победи и така натаму. И насред вакви мигови се обраќаме на Бога да ни помогне и да ни ја поправи ситуацијата. Исус направи, моделира поинаков начин на живење. Исус рече: и никој не отишол во небото освен оној кој слезе од небото, човечкиот син кој е во небото. Да секој кој верува во него да не загине, но да има вечен живот. Исус ни илустрира како е да се живее во небото во однос на земјата. Се што направи Исус е посредување на животот на небото во овој земниот преку неговата послушност. Обновениот ум личи на Исус во моментот кога се трансформира пред апостолите во светлина. Обновениот ум е совршен. Го прикажува надприродното, апстрактното, духовното постоење кое е возможно за оној кој верува. Обновениот ум го илустрира срцето и умот на Бога за планетата Земја. Бог се уште има план за оваа земја, а секој од нас е дел од неа и од тој план. Што значи? Немојте да се прилагодувате на овој свет, туку преобразувајте се преку обновувањето на вашиот ум, за да можете да ја дознаете која е добрата, угодна и совршена Божја воља. А која е Божјата воља? Да биде волјата твоја, како во небото, така и на земјата. И, што прави обновениот ум? Ја докажува волјата на Бог од небото на земјата. Тоа е прекрасно, драги слушатели. Зборот покаяние всушност е промена на начинот на кој мислиме. Не се однесува само на дисциплината, туку да се живее со перцепцијата на реалноста, што е повозвишена од се што можеме да видиме, а е инфериорно. Се што можеме да видиме на овој свет е краткорочно, а оно што не можеме да го видиме е вечно. Верата функционира од вечното и делува кон краткорочното, ограниченото, односно од вишата кон инфериорната реалност. Обновениот ум живее свесно кон тоа. Еден пример. Да речеме дека сте добиле, односно наследиле имот од ваш роднина. Добивате известување дека добивате голем имот. Се организирате и одите да го видите имотот. Разгледувате што има, што е ваше. Наоѓате во една просторија неколку уметнички парчиња, слики и ги разгледувате.
Една слика ви остава впечаток и забележувате дека авторот на тоа дело е познат уметник, но не знаете дали е копија или оригинал. Но ви интересира дали навистина е оригинал и се интересирате да најдете информација. Се јавувате кај лице кој е експерт за проценка на уметнички дела и вие му ја објаснувате ситуацијата. Тој ве поканува да се состанете во неговото студио за да ја погледне сликата. Експертот поминува време, анализирајќи ја сликата, бидејќи знае да процени и да каже дали е копија или не. Еден ден, експертот ве повикува во неговото студио за да ви каже што направил. И тој ви вели дека е 100% сигурен дека е оригинал. И сега, имотот што го добивате вреди многу повеќе. Што се случи? Значи, по долго истражување се носи заклучок и се одобрува. Или, друг пример. Поминувате низ тежок период, здравието не ви е на најдобро ниво. Ваш пријател, кој ви кажува дека сонувал сон во кој Исус Христос го посетил и му кажува дека болеста ти ја дава за краток временски период и дека за одредено време ќе ти излекува. По 2 недели, друг пријател ти кажува дека Исус Христос го посетил во сонот и му рекол да ти пренесе дека болеста не ја пратил тој и дека ќе ти излекува. Што се случува? Имате различни информации од двајца пријатели. Која информација е точна? Исто како со сликата. Од истата слика има копија и оригинал. Што правеше експертот за проценка на сликите? Ги анализираше за да донесе заклучок дали дадената слика е оригинал. Така и вие. Што ќе направите? Ќе го земите Божиот збор и ќе го проучувате, анализирате. А зошто би го правеле тоа? За да го обновувате вашиот ум, за да ја осознаете вистината без притоа да навредите или обвините некого, или да имате погрешно мислење. И на крај, ќе донесете заклучок и ќе ја знаете Божјата волја за вашиот живот и ќе знаете која слика е оригиналот. Ние имаме одговорност да ја прикажеме волјата на Бог. Божиот збор, Духот Божји и нашето лично искуство прикажуваат како е да се има обновен ум. Сите 3 нешта се неопходни за да се живее со обновен ум. Исус дојде и направи се. Сега седи од десната страна на небесниот татко и ние можеме да ги видиме ефектите на небесното царство ако сме склони кон тоа, односно ако пристанеме. Нашето тело е храм на Светиот Дух. Нашиот дух не е наш, бидејќи ние сме нови битија во Исус Христос. Наша е само нашата душа која се состои од умот, волјата и емоциите, кои треба да се трансформираат преку обновувањето на нашиот ум, преку Божиот збор. Татко, ние велиме да на процесот што ти го започна во нас, за да гледаме и мислиме како тебе, на обновениот ум, и велиме да. Ја прифаќаме привилегијата да имаме креативни мисли што те почитуваат тебе, да имаме идеи што те фалат тебе, да бидеме луѓе чии срца ќе ги обоиш и нацрташ како на платно. Ти велиме добре дојде Свети Дух и да правиш како тебе ти е мило. И те замолувам да ги испратиш духот на напредок за оние кои слушаат, да поверуваат дека се е возможно. Те замолувам да ја зголемиш атмосферата за зголемување на апетитот, за неможностите на животот да клекнат при спомнување на името на Господ Исус Христос. Се молиме за тоа дека Исус Христос ќе биде објавен насекаде. Амин. Имајте благословен ден. Ја следевте емисијата Елиезер со Елена Ѓурѓевска-Костадиновиќ. Елиезер,